Поштовани гледачи, ми се чини дека сите помалку или повеќе, како граѓани, прилично сме ревности кон придржувањето на ситуацијата во која на моменти нема доволно одредени производи. Ми се чини исто така дека веќе се навикнавме и мобилизационо реагираме со една прилично одмерена култура на потрошувачки, дури многу по индивидуално, многу по-спремни од што нам се чини дека државниот и институционалниот систем во Македонија така реагира. Во секој случај, помина времето кога, како кинезите велат, ни цвета 1 милион ружи и кога банките велеа се е стабилно, дека нема никаква опасност, дека инфлацијата е под контрола. Поминува очигледно времето кога и вокабуларот се подготвува да приде кон граѓаните за да ја мобилизираат јавноста, а тоа е дека реално Македонија не може да излезе од оваа постпандемиска криза, дека не по наша вина, се разбира, влегуваме во еден друг сплет на околности кој е кумулација на многу кризи енергетски и се разбира, ќе видиме дали и финансиски можеме тоа да го издржиме. Павле Гацов, финансиски консултант, едно 3 месеци го немаше во јавноста, додека нуркаше по специјалните завршни сметки на неговите фирми со финансиски консултации и така натаму. И човек кој знае од време на време да се појави со блог или со реакција на Facebook, затоа малце подоцна ќе видите на што алудира. Го повикав заради тоа што мислам дека добро ја скенира и микроклимата во фирмите, особено макроекономските мерки. Господин Гацов, во овој момент две стожерни дилеми се. Дали намалувањето на ДДВ-то и маржите можат да го стопираат можното стампедо на неизвестност кај граѓаните, зголемување на цените, нова психоза на инсуфициенција на одредени производи. Сега таа се трансферира да одиме во трка по еврата и така натаму. Целото тоа зборува за еден комплексен приод, при што уште еднаш останувам на становиште дека граѓаните многу по-совесно и многу по-мирно го примаат ехото и атмосферата на оваа криза. Според вас, што во овој момент од овие клучни владини мерки за стабилизирање на ценовните шокови и енергетските шокови, ДДВ-то и маржата би можеле да донесат некакви позитивни ефекти? Ние сме во време на економска нестабилност, значи се обидуваме да ја неутрализираме со палијативни мерки. Значи овие мерки се иницијално добри за првиот ударен бран да го амортизираат, односно да го намалат. На долг рок ваквите мерки нема да дадат конечни ефекти најдобри, во смисла дека ќе сопрат инфлацијата, односно недостатокот на некои производи во прометот, но се разбира за обидот да се, профитерски да се однесуваат некои од учесниците на пазарот, ќе биде анулиран со ваквите мерки. Сега, ако одиме поред, значи овие мерки се со рок до крајот на мај. Така да очигледно е дека се очекува некаква разрешница или повидок на разрешница за овој период до крајот на мај, но се разбира мерките може да бидат продолжени, зголемени и засилени доколку се случаи продолжува на ваквата нестабилност, односно немање на одредени производи, криење под рафтови, зголемување на цени и така натаму и така натаму. Овие мерки коштаат. Државата ја коштаат, значи намалувањето на стапката на ДДВ, односно укинувањето за некои производи за човечка исхрана ќе значат намалување на приходната страна во буџетот. Тоа се разбира, од друга страна ги скратува и така кратките фискални можности на државата. Второ, имаме намалување мало на акцизата, кој што исто така солиден приход во буџетот на државата. Намалувањето на маржите, односно замрзнувањето на определени проценти, се разбира ќе биде пред се удар на економските субјекти.
бидејќи маржите се тие што ги прават профитите на овие компании. Но сметам дека групата од 8 производи, на кои што се е направено намалување, односно анулирање на ДДВ-то, намалување, односно замрзнување на маржата, не е така голем удар врз економски субјекти да не можат до крајот на мај да го издржат ова. Граѓаните е точно дека се однесуваат многу стабилно, прибрано и мислам дека најфер во целата ситуација. Известните зголемување на побарувачка на девизија на евра е некаква психолошка, би рекол, анулација на овај стрес што го имаат граѓаните од економски аспект, но и овде јас имам став дека нема во ниту опција да се случи некаква форма на девалвација, бидејќи сепак девизните резерви, курсот и така натаму се прилично добро позиционирани и нема да дојде до таква ситуација. Ако граѓаните им подаваме на оден начин почит, Така е. ми се чини дека кога се работи за корпоративните и профитабилните интереси на одредени засегнати компании, особено во дистрибуцијата и потрошувачката на нафтени деривати и така натаму, има една нотка на егоизам. Нотка која во основа зборува дека нашиот истенчев вкус за корпоративна одговорност, за корпоративна солидарност со општествените текови, отапува пред доминацијата на профитот. Прашањето е сега. Јас ги гледам, например, профитите на нафтените компании кои во Македонија 2019-2020 имаат вкупно кумулирано околу 200 милиони евра добивка. Што е тоа толку драматично да не може да се стрпат и да ултимативно настапуваат или маржите ќе ги вратите, или не го зборат јавно, но се гледа по реакцијата, нема да има доволно бензин, нема да има доволно нафта и сето тоа создава дополнителна општествена и политичка тензија. Прашањето ми е, имаат ли смисла нашите менеджери и корпоративни тимови дека ова е време на криза во која егоизмот не може да биде превосходно сврзан со профитот? Во право сте. Јас и овде како граѓанин сметам дека ваквите реакции на овие компании се во најмал збор нефер. Но тука е државата со своите алатки ова да го остави во некакво средување, во некаков однос кој што ќе значи делење на судбината со сите. Не може да очекуваме профити како што сме ги имале во стабилни години, во периоди кога имало раст, односно добра економија, со периодот кога имаме, не знам, политичка нестабилност, не знам, нестабилност на енергенсите и така натаму и така натаму. Што сакам да обележам овде? Забележав, јас денови бев одсутен од државата, но забележав кога се вратив дека се зборува дека изгубиле од маржата 33% или не знам, некој голем процент во смисла овие компании што тргуваат со нафтени деривати, а при тоа државата ДДВ-то за нафтените деривати го намали од 18 на 10, што е речиси 50%. Од 18 на 9 би било 50, значи е веќе 45. Во објаснувањето толку нефер се објаснуваше, во контекст ние губиме 33, а тие намалуваат за 8. Прито имајќи во предвид дека релативни бројки споредуваат со процентни поени. И оној што е добар аналитичар веднаш би рекол ова е нефер пристап, баби што со жаби се споредуваат. Именно овде губитник е сепак државата, бидејќи намалила речиси 40% од својот потенцијален приход послов на ДДВ. Па тука ќе ги додадеме и акцизите, нели и тие беа соодветно намалени. Така да мислам дека односот на државата е фер и треба да се погрижи и кај овие компании да имаат фер однос во цела ситуација, бидејќи ова може на крајот да потрае и 5 години, а може и да заврши веќе во март, односно, се извинувам, во мај, јуни и така натаму. Така да треба да се издржат овие моменти, да не се пребрзува со ад-хок случајни решенија кои што можат да направат деструкција. Министерот за финансии Бесими во едно интервју овие денови вели треба да се приспособиме на кризата. Тоа е така висок заедно со премиерот функционер кој веќе не учи дека сме во сериозна криза од која треба да ги наоѓаме не алатките, туку новата стратегија можеби. Една од тие за кои се заговара, например, Стопанска комора на Северна Македонија, вели потребна е диверсификација на
партнерите за извоз и пласманот на македонските производи, 75% е во Европска унија. Не се наоѓа баш така лесно адхок пазар за да можеме у наредните 3 месеци тоа да го направиме. Но факт е дека дали нашите компании кои се извозно ориентирани веќе треба да размислуваат на одреден степен за нови отворени пазари. А и каде би можеле да бидат тие нови отворени пазари кога Кина е далеку, реално сите, освен во соседите, ние имаме меѓусебна поврзаност. Генерално и другите земји во регионот ја имаат истата структура на извоз. Значи поврзаност со Европската унија секаде е доминантна. Некои имаат определен процент повеќе, односно помалку, други имаат подобар извоз кон Русија, Украина и другите земји кај што сега пак имаат значителни проблеми за да го продолжат, односно тој процент да го одржуваат. Никој не покажал извонредни резултати од извоз, не знам, кон Индија, Кина и така натаму. Така да, просторот на Европската унија, регионот, можеби Магреб земјето, односно земјите на Средоземјието, се нашиот потенцијал. И најдалеку, не знам, Иран и земји што се во блискиот, односно поблиску од азискиот континент до европскиот. Во таков контекст добро забележувате дека ова е процес кој што не може да се направи, троскок не се прави без вежбање. Значи треба да се навежбаме еден долг период, од прилика јас би рекол ова треба да е среднорочно и долгорочно. Тоа значи ако сакаме да бидеме сериозни, ова треба да се планира 3-5, можеби повеќе години за да се направи реструктурирање на извозот. Ќе повторам, не е лошо што ние сме извозници во Европската унија, тоа е одлична работа бидејќи ни плаќаат во евра на крајот на криштата, што е многу подобра опција него да и бартер размени или да добиваме некои валути кои што се несоодветни, да кажам, за европското тло. Бартер аранжманот со Русија го компензиравме 10 години, па едва 60 милиона некако наплативме од тоа што имавме од екс-Југославија. Павле Гацов, финансиски аналитичар, малку зборувавме за корпоративниот егоизам, сега малку да речем условно да запливаме во ситуацијата во која нам ни недостига и една друга одговорност, а тоа е во услови кога ни се скратуваат одредени извори во фискалната и даношната алиментација, сивата економија останува рак рана. И таа секогаш е практично маргинализирана или недоволно, да речем, некако санкционирана. Дури го слушам председателот на Комора на Северо-Западна Македонија вели над 40% е сивата економија во Македонија. А таму лежи прилично голема субституција на расходи и приходи. Како може тоа да се овозможи во услови кога во секоја криза главно се појавуваат канали за сива економија? Како може да се сузбие? Прво две работи да констатирам почетно пред да прозборам за моделите на сузбивање. Сива економија има и во најнапредните држави. Процентот е мал, издржлив и на некој начин вентил. Но кај нас сивата економија е деструктивна, значи таа го подрива економскиот систем, ги дестимулира економските субјекти што работат во белата економија, што плаќаат јавни давачки, ги конкурира на пазарот и така натаму и така натаму. Значи ова е базен од кој што ние не успеваме да ги наплатиме јавните давачки кои што треба да влезат во буџетот, но механизми за побелување на сивата економија постојат. Во таков контекст тие треба и робусно да се донесат и да се нападне по сите точки сивата економија. Значи нападот само на еден дел, да кажеме нерегистрирани работници кои што не примаат плата преку пријавување и така натаму е еден сегмент. Втор сегмент е плаќањето во готово. Трет сегмент е неиздавањето на фискални сметки и неплаќањето на ДДВ. Со самиот чин што сте во сивата економија, поевтин сте, имате помали трошоци, јавните давачки се трошоци. Не за 18%, за преку 60%. Зошто? Создавате неравноправни услови на пазарот. Не плаќате персонален, не ги плаќате сите социјални придонеси, не плаќате данок на добивка. Соберете, ќе видите дека тоа е повеќе од половина. Така да мотивот е многу силен. Треба да го дестимулираме тој мотив.
Има два модели, значи условно, не прогресивен во смисла на стапката, него позитивен, во смисла да ги наградуваме ако влегуваат во белата економија, и регресивен, да ги казнуваме што се во сивата економија, па да им е поскапо да останат таму, од што да се обидат да се вратат, односно да влезат во белата економија. Овде бара многу дискусија на оваа тема, повремено, не знам, ако забележувате, барем вие новинарите треба тоа да го знаете, политичар што не зборува за сива економија дека ќе ја намалува и за дигитализација не е политичар, но ниту една оперативна мерка нема на тоа. Овие теми се изабени. Значи, дури е дегутантно да ги користиш ако не предложиш механизми и мерки кои што ќе значат рефлексија. Пред некој ден, на некој состанок, да не спомнувам каде, зборувавме за воведување на електронска фактура, но не она ти праќам по мејл, ми враќаш по мејл, туку портал, систем, каде што сите ќе правиме фактури и таквите фактури, јас како продавач, кој ќе ви ја направам на вас, вие ќе можете преку истиот портал да си ја симнете и да ја користите според правилата. За право за одбивка на влезно ДДВ, да ви биде трошок на работењето и така натаму. Тој портал, тие фактури ќе бидат централно контролирани од управата за јавни приходи веднаш. Значи, ќе нема можност, освен преку тој портал, други механизми на безготовинско плаќање да постојат. Еден страшен удар за сивата економија. Втора работа, подигањето на готовите пари од банките е извор на потенцијална сива економија. Зошто? Готовите пари се неноминирани, не знаеме понатаму кај одат. Но ако се дигитални пари, тоа става дигитална трага. И секојаш можеме да ги следиме така да ако некој ги украде, ќе го најдеме. Значи не велиме нема да има злоупотреби, ќе има, но трагата стои. Ова се механизми, неколку, но можеме уште 20 на такви да зборуваме. Повред уште кој е баш овака која би можело некаква... При подигањето на готовината ќе ве одданочам, ќе водам јавна давачка од 0,5% поени. Ако една година се покаже добро, дека има ефекти, ќе го покачам следната година на 1,5%. Ќе бидете дестимулирани, ќе треба да плаќате со картички или на некој начин, кој ќе рече мајсторот случај 200 денари е ова, веднаш ќе знаете дека ви е 250 бидејќи сте платиле данок, ќе му рече дај ми трансакцијска да ви платам, господин. Ако платиме на трансакцијска, лесно е, проверливо е, ќе го најдеме. Се ставам во чизмите на, нели, даночната управа. Да. Павле Гацов, финансиски аналитичар. Ми се чини дека вокабуларот и кај нас новинарите треба да се менува. Зборувавме за една корпоративна и политичка одговорност, меѓутоа дали имаме смисла дека ова во кризно време ние треба сите да штедиме? Од семејства, сега да бидам груб, да не биде се запалено, струја, газ, парно и така натаму, до скромност во која мора да диктира услови јавниот сектор, државната управа, власта и така натаму. Ми се чини, дали ви се чини дека со 10% намалување на трошоците за репрезентација, што ја знам, возачи и така натаму е доволно во услови кога нам ни требаат порискантни чекори на рационализација во работењето. Сега ќе допреме дигитализација, има малку подоцна за тоа. Имаме ли ние смисла за штедење во онаа смисла во која сите треба да се сврземе кон заштитата на нашите потрошувачки трошоци? Доаѓа време за враќање на чувство дека трошењето без мерка, односно трошењето без потреба е риск во финансиска смисла. Значи треба да се вратиме на штедењето, зборувам за семејното штедење, тоа секој семејство според чергата сам треба да го уреди, во право сте, значи тоа со струјата е фигуративно нешто, но многу трошоци направени за секојдневието не се неопходни. Но пораката вчерашна од владата, јас тоа го сваќам како порака, е дека запалиме светло во тунелот, да се гледаме, да внимаваме на јавните расходи, иако таа порака е на некој начин символична. 10-тина, 15-тина, но кажува владата, внимавајте, ние сакаме да се покажеме како домакинска влада и да не трошиме таму каде што не мораме. Но тоа не значи, за жал изгледа некој од таму и погрешно разбира дека и кај капиталните инвестиции треба да штедат. Значи ова е шеговито кажано, напротив, значи тие заштеди треба да се анулираат, да се пренесат
токму кај таква форма на инвестиција, бидејќи тие даваат пораст на бруто домашниот производ преку мултипликатори, за тоа да не зборуваме соцема. Но штедењето од типот мебел, не знам, возила, не знам, службени ручеци, службени патувања непотребни кога може онлайн некои работи да се решат, такво време дојде, мислам дека е точно би било сега модерно така да се однесувате во наводници ако сте државен службеник. Добро, ќе ни треба време да го чекаме шведскиот, норвешкиот, данскиот модел кога премиерите одат со подземна железница, автобуси со точаци, но барем нешто да научиме од таа западна Европа кон која се стреми. Павле Гацов, имавте еден феноменален пост врзан со банките. Прво, што ве испровоцира да го постирате тој став врзан околу состојбите со речем реакцијата на банките? Имаше ли реакција од банкарите? Јас повремено пишувам за банките, јас сум на крајот сум монетарист, тоа ми е во едукацијата основна работа и ме интересираат банките и секогаш ги следам. 2-3 работи тука може да констатираме. Последни постои што сум имал да размислам за осигурувањето на депозитите и за профитабилноста. Да. Така. Прво за профитабилноста, на кратко да кажам. Значи, банките во овој период се профитабилни еднакво со нафтениот бизнис, еднакво со здравствениот сектор. Тоа значи, одлично се снаоѓаат во вакви времиња. Тоа покажува дека можеби треба да се размисли дека треба и повеќе да придонесат во општеството. Тоа фискалните авторитети многу добро ќе ме разберат што мислам. Не може, значи во овој период да имате поврат на на капиталот, тоа се индикатори, некој или поврат на средствата кои што надминува, не знам, 10-тина, 15-тина, некаде 7, зависи во која банка се, најголемите се и најдобри, и дека можеби треба да се размисла за соодветно зафаќање. Тоа е прва работа. Второ, за да биде поедноставно за граѓаните, земањето и давањето кредити е форма на тргување, тоа е стока. Парите се стока. Има цена. Цената на таа стока е каматата. Значи, при набавката, набавната цена речи си стана 0, каматите на депозити се 0, а продажната ви е ограничена со казената камата 11,25, односно соодветно 9,25 за граѓаните. Пазете, профитна маржа е тоа, трговска маржа, како што сега им е ограничена на овие трговци со лепче и со млеко. Овде немаме ограничување, маржата е до 7 пати, 700%, ако гледаме однос, што идеална можност за создавање институционални услови да бидете многу профитабилен. Провизиите, никој, да кажам, не може да направи некаква реакција, банката ви известува дека од денес некој провизија се покачила, да кажеме. Стана значаен товар за стопанството. Треба на тоа да се внимава. Значи, институционално банките се наоѓаат во одлична позиција и тоа им дозвола да бидат толку многу профитабилни. Тоа е првата работа. Втората, пишував за осигурување на депозитите и тоа, пазете, јас сум човек кој ќе напише нешто, претходно го проверува. Во Закон за осигурување на депозитите, во Фондот за осигурување на депозити, преодна одредба постои. Вели се облигувањето на Македонија во ЕУ, но законот е донесен кога имавме најава за 5 години дека тоа ќе се случи, ќе се покачат гаранциите на фондот од 30.000 евра по сметка во банка на 100.000 евра. Второ, дека ќе се вклучат и микро и малите предпријатија во тоа осигурување. Трето, дека ќе се вклучи девизниот прилив на денот на евентуално прогласување на стечај во банка, што не е распореден. Се ова се техникали, но бизнисот ќе ме разбере на што мислам. Пазете, од тогаш помина 12 години. Банките се капитализираа премногу. Значи, не се веќе слабичките банки од пред 15 на години кога се размислуваше за тоа, па се рече ајде додека да влеземе за 5 години во ЕУ, малку да се засилат. Нашите банки веќе имаат ликвидност и капиталност одлична. Добро, ама значаен дел од тоа екстра профитабилност на банките базира и од овие макроекономски мерки или недоволно ангажирање на рамноправни услови создавање околу осигурувањето на депозитите. Овде сакам да кажам, една работа во законот е 0,7-0,8% издвојување, завршија на 0,25%. Значи, него ни користат актуелното за да додаваат во фондот да го капитализираат, за ако се случи настан да биде покриен.
луѓето веќе после 10 години сигурно дека тој што имал заштеда 30.000 евра сега има 70 или 40, нели малку логично е да порасне. Треба да се создадат услови сите пари од секого да влезат во банкарскиот сектор. Јас мислам дека еве сега во криза тоа ќе се покаже, луѓето ќе ги ватат парите. Не за друго. Така се навикна од минатото. Мисля дека тоа е логично, дека ќе се заштитат. Но ако знаат дека 100.000 евра можат по сметка во банка сега да се покачи тоа, мислам дека дури кризата создава идеален момент за ова да се активира од преодните одредби на закон што ние сами сме си го кажале. Во таа разлика меѓу 0,25 и 0,75, јас го цитирам втор пат Пасиев вели таа маргина за издвојување за осигурување на депозитите им остава на банките екстра профит вкупно од околу 20 до 25 милиони, што значи дека тоа може би да биде и портфолио на осигурителниот фонд, а не се користи. Сега прашањето е како и вие самите зашто не се користи, но тоа ќе го оставиме на добрата волја на банките да не ги чепкаме, зашто имам впечаток дека помалку се заштитени од пусти страв, која сите велиме најстабилен се банкарскиот систем, оти ако малку го чепнеме, го дестабилизираме, пропаднавме. Не е точно. Пропагале банки во светот, пропадна кај нас банка и не дојдовме во травматски состојби. Но како и да е, прашањето сега го завршувам. Ако граѓаните имаат совест и свест, повторно алудирам, каква ни е нам општествената одговорност кон кризата и кон создавањето на солидарност вкупна кон општеството. Значи, полека ми се враќа чувството дека се однесуваме, сега зборуваме како држава, одговорно. Полека ми се враќа. Во почетоците на еве пред само месец дена имав чувство дека сме како Параспор држава, како не како да лутаме. Малку натаму, малку наваму, па назад и така натаму, на Ленин најте напред па два назад во тој контекст. Но гледам дека полека се кондензираат мерките и дека се во права насока дадени. Сега да не испадне дека исто зборувам кога Пасиев, а истото е резултат, само да кажам, надоместокот за фондот е трошок. Бидејќи трошокот е помал, не 0,8, 0,25, тоа значи е поголем профит. Во таков контекст тие 12-13 години прибирале нешто што можеле да не го прибираат ако било 0,8. Толку кажала државата во законот да биде. Така да доаѓа време за такво подлекување на црта се вели тоа и да ги провериме механизмите дали треба да се продолжи на ист начин. Павле Гацов, ви благодарам што бевте гости во Утински брифинг. Со овој еминентен финансиски експерт, Утински брифинг постојано има контакти и во наредниот период, бидејќи се надевам дека ќе почнеме да излегуваме, но кризата ќе не држи мобилни и корпорациите, и фирмите, и обштествените, и граѓаните. Ви благодарам уште еднаш, поштувани гледачи, малку подолго, но кога се работи за пари и за криза, мислам дека сите сме во една помалку или повеќе стресна ситуација и сакате да слушате или сакате да гледате. Од мене толку довидување, следуваат последните вести со Александар Петревски и денешното издание на Утински брифинг го затвараме со уверување дека утре повторно ќе не следите и ќе живееме заедно со кризата и заедно со ова што се случува на глобален економски и геостратешки план.